угаснете и светлина, Март да биде каракаме. Има во темнината нешто живо пак да свети. Има бока на душата, има души нарнети. Бока боли, бока гори. Бока пече, душа мори. А у боката кога свети, тешко клети. Фала се. Започнаа јубилејните 50 детски рацинови средби. Манифестацијата започна денеска со одржување на поетска и ликовна работилница. Пред спомениците на Коста Солев Рацин со положување свежо цвеќе, делегациите му оддадоа почит на велешкиот поет и револуционер. Официјалниот старт на детските рацинови средби го означи градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски. Во свој одговор истакна дека е горд што голем број млади луѓе го продолжуваат делото на големиот Рацин. На најголемиот поет меѓу мртвите и живите златоусти македонски поети, поетот гордост на Велес, човекот чии стихови од малата по обем, но огромна по низиното значење бели мугли се броја во златната библиотека на светското наследство на УНЕСКО. Ви посакувам срдечно и топло добре дојде во домот на Рацин, во неговиот роден Велес, со срце ширини широко, срце длабини длабоко, срце што може да го збере целиот свет со топлина, љубезност и гордо зачувани спомени. Стотина учесници на детските рацинови средби и годинава, рече Коцевски, ја промовираат поезијата како најголем вербален израз на човековата креативност. Вашата љубов кон поезијата и прозата, посебно кон рациновата поезија, особено ме прави среќен. Може би баш меѓу вас се наоѓа наследникот на Кочо Рацин, Блаже Конески, Петре Ма Андреевски, Гане Тодоровски. Како што се гордеам со Рацин, се гордеам со сите вас, затоа што вие сте она што му треба на Велес, на нашите градови, на Македонија, млада интелектуална надеж. Вие сте нашата сегашност, но и нашата иднина. Преку делегирана надлежност на општина Велес, организатор на манифестацијата е клубот на писатели Коста Солев Рацин. Поетските стихови учесниците секоја година ги подаруваат за културната ризница на Велес, емотивно длабоко допираат во секој од нас. Ви благодариме за вашето масовно учество на овие детски рацинови средби во 2017 година, затоа што оваа година го прославуваме својот јубилеј 50 години детски рацинови средби. На поетскиот конкурс годинава пристигнаа 200 литературни творби од основците и уште 35 од средношколци, а на ликовниот вкупно 70 творби. Темата на која отвореа учениците беше "Мојот град, моја инспирација". Гран-при наградата годинава замина во рацете на девето одделенката Марија Андевска од основното училиште Аврам Писевски од Скопје. Манифестацијата ќе продолжи утре со поетски каравани за основните училишта и детската градинка и промоција на книгата Марта од авторот Горијан Петревски.